Соочени со растечките трошоци за живот и ограничените пензии, пензионерите во земјава се погласно бараат олеснувања. Меѓу другите нивни предлози се насочени кон воведување на ден за пензионерите во супермаркетите. Ова мерка, еден ден да биде во маркетите ден за пензионерите, навистина морам да ви кажам дека звучи гордо и убаво и ќе биде секако во интерес на пензионерите, иако маркетите нели работат во услови на пазарна економија, но сепак нивното работење и действување е во рамките на социјална држава како што е нашата. Овој ден за пензионерите, кога тие би купувале со значителни попусти, е многу важен. Да, треба да има. Зашто пензионерите имат најмалку личен доход, пензија. На оваа криза, голема криза, нарочно за малите пензии што ги имаме, би требало да има некој стварно ден да идеме поевтино да се пазаре се. А со намалување може така, треба да има. Треба да има. На кои артикли би се однесувале попустите и колку би биле тие попусти? Основните артикли секако дека е зејтинот, шекерот, брашното, оризот, тие намирници се елементарни, леќата, така. Мислам, оризот, тие се намирници кои би биле, ми се чини, најкорисни и би помогнале најмногу на нашите корисници на пензија. Знаете што? Некогаш и некоја минорна бенефиција што ќе се даде на пензионерите, едната страна ќе рече, па тоа не е ништо. Меѓутоа, јас мислам дека колку да е тој бенефит, односно тоа намалување на цените за пензионерите, навидом може би ќе изгледа малку, но тоа ќе биде од голема корис за пензионерите. Добро, кои артикли би биле на пензионерски попуст? Артикли треба да бидат тие основните артикли, другите не мора. Основните артикли што секојдневно се користат, млеко, леб, сирење, мора да има нешто. Главно за исхрана. Пензионерот не му треба многу за млека, за воза, но за исхраната се најдобри. Например, кој? Кој? Ја не би можел, ја не сум многу... Да речеме млеко, леб... Да, основни артикли тие што се. Кои артикли би биле на попуст, например? Тие највеќе што се трошат. Кои па млеко, млечни производи, сирење, леб, тие. Дополнително, пензионерите бараат и нови поволности за користење на јавни услуги како што е јавниот градски превоз, намалување на административните такси, основни медицински прегледи и слично. Ова многу би го подобрил пензионерскиот стандард, кој тешко се бори со цените, чиј што постојан раст воопшто не престанува.